أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарно само припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Джел го одликувал човекот над многу од неговите створенија, па вели субханаху ва таала: ние навистина го почестивме или ги почестивме синовите Адемови, ги носиме по копното и морето, ги снабдуваме со убави нешта и им дадовме голема предност над многу од оние што ги создадовме. Па разумот е едно најголемите Аллахови благодати кон човекот. Со него го разликува доброто од лошото, штетното од она што е корисно. Со него ги уредува своите работи, а преку разумот се напредуваат народите, се развива животот и се воспоставува ред во човечкото општество. Со разумот човекот ја достигнува својата вистинска вредност, кога го употребува за она што Аллах Азза ва Джелла му наредил и она што тој го сака. Но овој скапоцен разум, кој е основа на верската одговорност, нажалост некои луѓе не го чуваат, туку го жртвуваат за своите страсти. Преку што? Преку чаша алкохол, преку доза дрога или друго опојно средство. Со ова човекот го губи разумот, го губи достоинството и ја губи контролата на самиот себе си. Тогаш може да западне во други големи гревови, насилство и разврат, да си наштети себе си и на своето семејство и да го наруши здравото општество. Тука се загрозува едно од петте основни нужности, кои меѓу нив е и токму разумот. Алкохолот, кој порони во џахилијетот и кај многу е предмет на гордост и длабоко вкоренета навика. Исламот строго го забранил и го исчистил муслиманското општество од неговите остатоци. И тоа дошло откако во срцата на асхабите и на муслиманите било зацврстено таухидот и иманот, па луѓето биле изведени од робување на своите страсти кон робување на Господарот на сите светови. Така исламот ги променили асхабите, Аллах нека задоволен со нив, па тие ги напуштили навиките што ги разгневуваат на Аллах Азза ва Джелла и на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Ебу Михџан ас-Сақафи, Аллах нека задоволен со него, бил познат по пиењето алкохол, но кога иманот и љубовта кон Аллах Азза ва Джелла и неговиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллам цврсто се вселиле во неговото срце, тој се променил. Па во битката кај Ел-Кадисије покажал и голема храброст, а потоа рекол: се колнам во Аллах, од денес никогаш повеќе нема да пијам алкохол. Така исламот ги воспитува и ги преобразува луѓето. Дрогата и опојните средства се исто така опасна и разорна појава која во нашето време и текако е проширена. Тие ги уништуваат разумите, ја трошат силата на луѓето, ги парализира нивните напори и го разоруваат нашето општество. Во муслиманските земји и општо, каде што има голем број на муслимани,
Се внесуваат големи количества од најразлични видови на дрога, со што многу луѓе се вовлекуваат во овие отрови и зависности, од кои навистина излегувањето од овие проблеми и од оваа завист барат голема борба, сторпливост, напор и искрено покаяние кај возвишениот Аллах азза ва джелле. Па колку само луѓе денеска и се предале на алкохолот и дрогата, уништувајќи се себе се и другите, со своји раце ги копаат своите гробови, се додека не станат тела без разум и луѓе без вистински живот. Алкохолот и дрогата имаат многу бројни штети и последици. Шейхул Ислам ибн Тајмија рахимахуллах рекол: хашишот е харам, а хашиш е вид на дрога од канабис или слична на марихуана. Велит хашишот е харам, а оној што го употребува овој вид на дрога заслужува казна како оној што пие алкохол. Тој е полош од алкохолот, од аспект на тоа што ги расипува разумот и природата на човекот, се додека кај него не се појави женственост, губење на чувството за семејна чест и други облици на расипаност. Исто така го одврача човекот од спомнување на возвишениот Аллах азза ва джелле. Па каква вредност има човекот кога ќе му се нарушат неговиот разум и неговото однесување? Под дејство на овие опојни средства, човекот може да направи големи гревови и постапки за кои кога ќе се освести во многу случаи веќе доцна кајњето. Ед-Дахак ибн Музахим рахимахуллах прашал еден човек: зошто пиеш алкохол? Па му рекол: ми помага да ја сварам храната. Оправдање како свекој си најдеш оправдање, било за алкохол, било за коцка, било за камата. Па му вели: пие алкохол за да ми ја сварит мојата храна. Па му рекол: но овој алкохол повеќе ти ја вари твојата вера и твојот разум, значи повеќе ги уништува твојата вера и твојот разум, отколку што ти ја вари твојата храна. Хасан ал-Басри рахимахуллах рекол: кога разумот би можел да се купи, луѓето би плачале огромна цена за него, па чудно е како некој со своји пари купува нешто што му го уништува разумот и навистина брече ова е чудно. Ен-Неса ибн Хиббан во својот Сахих пренесува дека Уthman радијаллаху анху станал да одржи говор и рекол: о луѓе, чувајте се од алкохолот, зашто тој е мајка на сите зла. Потоа раскажал една случка дека еден побожен човек од претходните народи редовно одел во џамија. Една развратна жена го намамила во својот дом, ја заклучила вратата, а кај неа имало сад со вино и едно дете. Му рекла: нема да излезеш од овде додека не направиш едно од три нешта: да испиеш чаша од ова вино, да направиш блуд со мене или да го убиеш ова дете. Ако одбиеш, ке извикам дека си влегол насила во мојот дом, а кој ќе ти поверува тебе? Тогаш човекот попуштил, ослабел и рекол: блуд нема да направам, зашто тоа е многу опасно и голем грев, а исто така нема да убијам невина душа. Па затоа побарал чаша вино, мислел дека тоа е најмалиот грев од овие три работи. Па испил чаша вино, а потоа побарал уште и продолжил да пие, се додека не се опијанал и не направил блуд со жената и не го убил тоа дете. Потоа Уthman радијаллаху анху рекол: затоа чувајте се од алкохолот. Затоа чувајте се од алкохолот, зашто тој е мајка на сите зла. Се колнам во Аллах, иманот и алкохолот не се собираат во срцето на човекот, а едното нив да не го отстрани другото. Ако има прав иман во срцето, мора да го отстрани тоа зло, но ако алкохолот е во срцето на човекот, тогаш мора да го отстрани иманот и верувањето негово. Забраната на алкохолот ги опфаќа сите видови на опојни средства. Согласно зборовите на Мухамед алейхиссалам, секое средство што опива е хамр или алкохол и секое опојно средство е харам и забрането. Оној што пие алкохол е човек што прави голем грев. Не треба да му се упатува селам, да се посетува кога е болен, ниту да се прифаќа неговата покана. Абдул ибн Амр ибн ал-Ас асхаб радијаллаху анху рекол: не им упатувајте селам на оние што пијат алкохол. Исто така он него се пренесува дека рекол: не посетувајте ги оние што пијат алкохол кога ќе се разболат. А што се однесува до казната на ахиретот, послушајте браќа само овие 4 хадиси. Велит Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем: Аллах го проколнал алкохолот. Оној што го пие, оној што го послужува, оној што го купува, оној што го продава, оној што го цеди, оној за кого се цеди, оној што го носи и оној кому му се носи.
На сите овие е Аллаховото проклетство, а тоа значи да бидиш оддалечен од Аллаховата милост, што значи да си далек од неговиот дженнет. И велите алейхи салату вассалам, вториот хадис, кој ќе пие алкохол на овој свет, а потоа не се покае за тоа, ќе биде лишен од него на ахирет. И велите алейхи салату вассалам, оној што упорно пие алкохол, ако умре во таква состојба, умира додека пиет алкохол или додека е пиен или додека конзумира дрога, ќе го сретне на Аллах азза ва джелле како обожувач на идоли. И вели исто така на последниот хадис, секое опојно средство е харам. Аллах возвишениот се обврзал оној што пие опојни средства дека ќе го напои од тинетул хабал. Го питале асхабите Аллах пратенику, а што е тоа тинетул хабал? Па рекол алейхи салату вассалам, тоа е потта од жителите на дженнетот или гнојот и течностите што истекуваат од жителите на джехеннемот. Ова е пијалокот на оние што пиеле алкохол на ова дуња, улијаду билlah. Го молиме на возвишениот Аллах азза ва джелле да го очисти нашето друштво, нашето општество од вакви пороци, од алкохол, коцка, дрога и сите оние работи што Аллах азза ва джелле ги има забрането. Го молиме на Аллах азза ва джелле да ни дај да ја засакаме верава и да ја следиме и да ни заморзи тоа што е ширк и било кој грев со кој тој не е задоволен. И го молиме на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни соедини во дженнетул фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Баракаллаху ли ва лекум في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في الشام، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم إن اليهود يقتلونهم، اللهم إن اليهود يعذبونهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بأهل القردة والخنازير، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم عليك بجنودهم وطائراتهم وسفنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بجميع الطواغيت الذين يساندونهم ويؤيدونهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم جميعا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في روهينجا، اللهم انصرهم في ميانمار، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب الإسلام، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.